Почитувам председателя Никола Груевски. Почитувани, некаде 7 часот наутро, велики четврток, со плач на мајка ми ме разбуди и ми вели: убиени се 4 деца, молим те подхитно провери дали е некој твој пријател. Тогаш прв пат заплакав после долго време и не ми беше битно дали е некој мој пријател или слично, туку ми дојде тага сама по себе. Сите деца ги познавав, затоа што живеа во моето обкружување. Тој ден ќе го памтам додека сум жив. Паралелата што сакам на самиот почеток да подвлечам е дека убијците на тие деца деновиве се ослободија за цена на тоа да бидат притворени родолюби, патриоти, честни луѓе, кои што единствено дело што направија беше да си ја сакаат од срце оваа држава. Од аспект на како политиколог би проценил дека ова време кое што го поминува Република Македонија е најтешкото време во поновата македонска историја. Заради тоа што на системски начин се работи да се урниса патриотизмот во оваа држава. Се со цел да се направат крајно непопуларни политички чекори кои што ќе ја разнебидат оваа држава и за жал нема да има таа тежина која што се ја носи во низ историјата. Бараат од нас да имаме нов идентитет, а за тоа е спремен само Зоран Заев. Затоа сметам дека еден процес кој што е монтиран и паралелно на тоа се случува, не знам, не можам да си поверувам сам на себе, веројатно ова ќе биде дел од учебниците на идните генерации на политички науки, како тоа во ова модерно време се практикува комунизам. Прекинаа представа колегите на Владо Јовановски и директорот им се закани со казни. Замислете, со покажување на солидарност према својот колега, затоа што тие најдобро знаат дека тој не може да биде терорист. Многу едноставна работата. Во овој момент сигурен сум дека многу македонци се свесни што се случува. Сигурен сум дека и влада е дозана страв, меѓутоа ова ќе биде наплатено од страна на македонците и оваа држава ќе биде повторно македонска. Во тоа сум сигурен. Затоа што во овој момент не би можел да ја наречам македонска. Она што е многу важно, за да не должам премногу, е да издржиме и покрај овој циркус што се случува. Го сликале поранешниот министер за внатрешни работи Чавков, па го објавуваат на некои портали под нивни контроли. Мизерија невидена. Затоа ви велам, ова ќе биде лекција во учебниците како тоа не треба да се однесува на власт за кус период. Браќа, она што е најважно сега е да издржиме. Затоа што сум сигурен дека единствена опција за Македонија да биде македонска е ВМРО ДПМН. И затоа сум сигурен дека ВМРО ДПМН ќе биде посилно од било кога и да е. Само треба да издржиме и повторно да си ја вратиме државата. И сосема на крај, веќе започнав со песна пред неколку излагања, сакам само еден пасус. Ништо не те плаши, Македонијо, на овој бели свет. Ништо не те плаши, Македонијо, на овој бели свет. Кој душман ќе влезе, живема да излезе Македонијо, ни го ставајо. Кој душман ќе влезе, живема да излезе Македонијо, ни го ставајо. Да живее Македонија, со Господ напред!